Новиот водовод кој се пушти во употреба не го реши проблемот со водоснабдувањето во Тетово. Тетовци се соочуваат со рестрикции, иако се пуштени во употреба и двата водоводни системи, едниот кој се снабдува со вода од Чарските извори и другиот од Лешничка река и река Пена. Од Центарот за јавно здравје не паметат ваква намалена штедрост која е резултат на климатските промени, односно сушниот период. Извориштата за град Тетово се наоѓаат над 1200 до 2000 метра, како што рековме, метри надморска височина, и тие се први со климатските промени, први се подложни на удар за намалување на штедрост. Во склоп со изменетиот режим на врнежи, ете го одговорот зошто е намалена екстремно овие денови штедроста на шарпланинскиот масив. И планинарите ја регистрираат појавата на мали водотоци и извори што резултира со промена на целиот екосистем. Патека на движење од селото Вејце па се до врвот на 2585 метри. Попат за нагоре, меѓутоа и за назад, имаме можност да сретнеме од прилика 4 до 5 извори, кај кои што вкупно сите 5 извори водата беше намалена. Видливо е и се разбира толку е намалена што едноставно не дава можност дури да се наполни вода нормално. И таа вода која стигнува во Тетово се губи поради старата градска водоводна мрежа. Незината реконструкција значително би ја подобрила состојбата со водоснабдувањето. Тетово има доста застарена мрежа, поготово кога се работи за индивидуални приклучоци. И најголеми губитоци се баш тука, кај индивидуални приклучоци. Решението лежи во искористувањето на водата од Чарските извори, која кога би се акумулирала во текот на целата година, конечно би се решил проблемот со водоснабдувањето. Размислување за правење на акумулации, кога ќе има вишок вода да се акумулира, а кога ќе ја нема да се користи. Но за сега властите немаат никакви најави, ниту за реконструкција на водоводната мрежа, ниту пак за изградба на акумулации, иако состојбата е алармантна со недостигот од водата за пиење и покрај двата водоводи, кои едва имаат 250 литри вода во секунда.